Ова се последните вести денеска. Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши вечерва е повикан на информативен разговор во полициската станица Карпош во врска со синокешниот пожар во Кочани, во кој што животот го загубија 59 луѓе, а над 150 се повредени. Според извори од истрагата, поранешниот министер за економија е обезбеден во врска со вадењето на лиценцата за работа на дискотеката во Кочани како кабаре. Државниот обвинител Љупчо Коцевски ја потврди информацијата, но не соопшти за што точно се сомничи Бектеши. Кажа дека побарале краткорочен притвор за 10 од 20 осомничени лица. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски претходно информираше дека дел од осомничените се починати, а дел се во болница. На информативен разговор Крешник Бектеши имаш информација, можете ли да ја потврдите? Да, во моментов имам сознание дека истиот дека се обавува разговори со него. Се бара краткотраен притвор за 10 лица затоа што токму за тие лица во текот на денешниот ден обезбедивме докази за да се утврди евентуалната нивна. Откако ќе заврши увидот на лице место, после тој краткотраен притвор може притворот да се продолжи уште за 30 дена. Сослушан е еден од, да речем, првите осомничени. Тоа е еден од организаторите. Од неговиот исказ дадени се одредени релевантни докази, со тоа што само можем да ви кажам дека нема писмен договор помеѓу организаторот и од страна на групата, односно за организирање на концертот. Објектот немал хидрантска мрежа, ниту имал хидрант во употребна функција. Немало доволен број на ПП апарати според квадратурата на објектот, односно имало само 2. Немало 2 излезни врати пропишани за евакуација на луѓе, туку имало една единечна импровизирана метална врата на задниот дел од објектот, но истата била заклучена со катанец и без квака од натрешната страна и обложена со гипс картон и сунѓер за звучна изолација. Немало пристап за ПП возила од двете спротивни страни согласно правилникот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Натрешноста на објектот била обложена со гипс, картон, но истиот не бил со огноотпорни својства. Има осомничено повеќе од 20 на лица. Околу 15 лица се во полициска станица. Дел од осомничените за предизвикување на овој кривично правен настан се починати, согласно сомненијата кои што ги имаме досега од аспект на осомничени. Дел се во болница. 4 лица имаме моментално обезбедени во болница. 2 члена на бендот, син на собственик на дискотека и управител на правното лице кое што ја менаџирало дискотеката. Дел од приведените лица кои што моментално се во полициска станица се луѓе кои имаат директна вина во врска со овој кривично правен настан, согласно доказите кои што ги имаме досега собрани. Односно, приведено едно лице кое што е организатор на настанот и за кое што имаме сомнение дека е еден од оние кои што имаат директна вина во рамки на сторување на конкретни кривични дела поврзани со овој настан. Исто така, приведени се поранешен државен секретар на Министерство за економија, поранешен, мислам дека и сегашен раководител на
еден сектор во рамки на Министерството за економија. Имаме приведено поранешен директор на дирекција за заштита и спасување и тројца вработени во рамки на дирекцијата. Станува збор за нелегални лиценци кои што се издадени 2024 година, овде ги имам две. Тие се доказ во постапка, не можам да ги споделам сега, не дека не сакам. Станува збор за лиценци кои што се нелегални, невистинити, фалсификувани, како сакате кажете ги, кои што се добивани, предпоставката е постојат основни сомненија на коруптивен начин. Премиерот Христијан Мицкоски на пресконференција обелодени дека лиценцата за работа на дискотеката е фалсификувана и издадена на 13 март 2024 година со важност од 1 година. А на неа стои потписот на тогашната државна секретарка во Министерството за економија Размена Чекич-Дуровиќ, во време кога министер беше Крешник Бектеши. Сето ова што ни се случува и ни се случи, најпрво мора да има кривична одговорност за сите до еден инволвирани. Без разлика кој од која институција е, на кое ниво, од која партија, од која професија и така натаму до последниот. Очекувајте, кога станува збор за одговорност, дека нема да има милост. Со сиот ризик дека може да влијам на истрагата, еве вака изгледа таа лиценца. Издадена на 13 март 2024 година. Подпишана од тогашниот државен секретар. Но истата лиценца изгледа и вака. Само разликата е што последните два броја, кои што во првиот случај се 51, во вториот се 15, под истиот архивски број. А замислете, таму е заведен документ дека е комуникација со странски инвеститор. Овој документ е фалсификат. Лиценца нема. Да, Министерството за економија. Подпишана е тогашниот државен секретар Размена Чекич-Дуровиќ. Дали треба да чувствува човек морална одговорност? Да, сите ние треба да чувствуваме морална одговорност. Дали само јас треба да чувствувам? Ако е тоа потребно, еве и тоа го прифаќам, целата морална одговорност на мене нека биде. Но прво ќе го поразам овој систем, односно ќе биде како што треба, односно сето ова кое што денеска го започнуваме ќе вроди со плод, а потоа нема поголем суд од судот на народот на избори, кој што треба да каже дали и кој треба да понесе морална одговорност. Од утре почнува голема акција, робусна акција, во насока на проверка на сите документи, милиметар да недостасува, ќе бидат затворени. И тука нема да има милост кон никого. Не сезона, свети сезона некај. Кочани е обвинено во тешка тага. Стотици граѓани вечерва на плоштадот палат свеки за починатите. Претходно имаше и тензии пред болницата, кога родителите со жив штит не дозволуваа загинатите да бидат однесени во судска медицина за идентификација и обдукција. Но состојбата беше надмината и вечерва телата на загинатите се префрлуваат во Скопје. Меѓу загинатите се и Андре, еден од фронтмените на бендот ДНК и неколкумина музичари. Спортската јавност пак се збогува и од двајца фудбалери. Маја Стојановска. Иако првично успел да го напушти објектот, Андре Ѓоргиевски од дуото ДНК со тешки изгореници се вратил назад во обид да помогне и да спаси што е можно повеќе животи, но не успел. Тој на 43 годишна возраст трагично го загуби својот живот, а според информациите бил идентификуван од неговата сопруга по неговиот часовник. Сведоци раскажуваат како тој последен пат бил забележан како се враќа назад во дискотеката. Пријатели, колеги, роднини, познаници и фанови се простуваат со Андреј со познатата песна на ДНК "Ако утре ме нема". Владимир Блажев, познат како Панчо, е хоспитализиран на одделот за пластична хирургија во клиничкиот центар во Скопје и е надвор од животна опасност, информира за Канал 5 неговата сестра. Има изгореници на лицето и на раката. Така, и дишал чак. Да, и нормално дишал чак. Сега не е во загрозувачко состојба. Па така рекоа дека не, сега моментално е на кислородна поддршка.
Во трагедијата животот го загуби и Сара Пројковска, пратечки вокал на групата ДНК и магистар и вонредна професорка на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Меѓу жртвите во трагедијата и 23-годишниот музичар Ѓорги Ѓоргиев од Струмица, кој бил тапанар на групата, потоа клавиатуристот Филип Стевановски, инаку магистар по џез музика и директор на Центарот за култура Ацо Шопов во Штип, како и неговиот колега гитарист Александар Коларов. Меѓу загинатите во пожарот и фотографот Александар Ефремов, кој беше со Андреј Панчо на речиси сите настапи низ државата. А само неколку минути пред незапаметената трагедија, никој од присутните не можел да претпостави што ќе се случи следно. Од видеата споделени на социјалните мрежи се забележува како оганот вивнува во аголот на таванот на објектот над бината, кратко по пуштањето на прскалките и брзо се проширува. Го забележува и пејачот и на публиката и вели да излезат надвор. Овде започнуваат да се слушаат и паничните викотници од публиката, но и безуспешните обиди за гаснење на веќе проширениот пожар. Се случило за само 2 минути, сведочи млада девојка која била присутна во дискотеката. Вели не можевме да разбереме што се случува, а кога дојдовме при себе, се направи стампедо и не гледавме ни каде газиме. Гледавме само да се спасиме. Таа паника не се не гледаше дали одеме еден врз друг, дали одеме, дали газеме, дали не газеме, само гледавме само да се спасеме. Сликата позади мене беше страшна, поради тоа што чадо не престана, врискањата не престана, колку можевме реанимиравме, колку можевме помагнавме, влечевме, ама тоа. И другари, и другарки, непознати, познати, се што можевме се, колку можевме толку. Пожарната и амбулантата дојдоа, ама не беше доволно заради тоа што имаше поише на страна. Тројца во Истанбул, а уште 6 ќе заминат вечерва со авион во Турција. Вечерва ќе патуваат и 4 пациенти за Хрватска, но и за Белград со авион 12 лица плюс тројца. Таравари информираше дека сите 115 пациенти згрижени во македонските болници се во стабилна и во добра состојба. Дел од повредените се упатени на домашно лекување. Утре на помош во државата пристигнуваат специјалисти по изгореници од Израел, Белград и Прага, кои ќе им помогнат на здравствените работници во државава. Како што изјави Таравари, според информациите со кои што располага, 4 до 5 повредени побарале лекарска помош во приватните клиники. Би сакал да кажам дека вечерва ќе патуваат уште 4 пациенти, и тоа за Хрватска, и за Белград со авион ќе патуваат уште 12 плюс тројца пациенти, значи Раданиот што имаше доволни дежурни екипи. Според директорката на општата болница во Кочани, повеќето починати настрадале токму во стампедото, кое настанало поради паничното бегање. Има повреди, за жал, дека повеќето беа од стампедо, особено при пациентите што се починати, почина од стампедото кое што е направено при паниката што реално во тие услови најпрво панични напади почнале да излекуваат од влезот. Меѓу загинатите, како што објавија повеќе спортски портали, се и 25-годишниот Андреј Лазаров, играч од фудбалскиот тим Шкупи, и 18-годишниот голман Дамјан Таневски од Штип, кој настапувал за неколку клубови од регионот. Вкупно 47 повредени лица во пожарот во Кочани ќе бидат хоспитализирани надвор од државата, соопшти вечерва министерот за здравство Арбен Таравари. 3 лица се лекуваат во Солун, 14 во Бугарија, 2 во Србија и 15 пациенти, вкупно доаѓа 47 пациенти ќе бидат на лекување надвор од државата. Би сакал да ве известам дека утре на помош ни доаѓаат и колеги кои што се специјалисти по изгореници и по интензивна нега, и тоа од Израел, од Белград и од Прага, што ќе помагаат на нашите колеги кои што неуморно работат од утрово тука се, не само тука на клинички центар, туку и во градска болница, и во 8 септември, и во Кочани, и во Штип, и во други установи кај што се наоѓаат нашите доктори.
Ниту еден одговорен не смее да ги избегне правдата и казната по ужасната трагедија во Кочани, за која се уште не можам да поверувам дека е реалност, кажа председателката Гордана Силјановска-Давкова во своето обраќање. Да се сплотиме во болката, свесни дека смртта и болеста подеднакво не допираат сите, без оглед на било каква припадност. Не е време за делби и конфронтации, особено кога се во прашање млади луѓе, чиј живот за миг згасна заради самоволие, импровизација и манипулација. Без стандарди и правила не смее да функционира ниту една дејност и активност. Ниту еден одговорен овој пат не смее да ги избегне правото, правдата и казната. Подпредседателката на СДСМ Ана Чупеска на пресконференција побара одговорност од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, но и темелна и независна истрага за трагедијата во Кочани. Таа испрати апел до обвинителството и до сите истражни органи оваа трагедија да истражат докрај и одговорните да одговарат. Бидејќи никој досега не ги постави клучните прашања во врска со овој трагичен настан, денеска ние затоа сме на прес да ги поставиме тие прашања. Најпрво би сакале да запрашаме. Министре Тошковски, нели е срамно да не поднесете одговорност и оставка вие и сите во институциите во услови кога цела година оваа дискотека работи без лиценца? Чија е одговорноста ако не е ваша? Вие тоа да го проверите. Чија е одговорноста ако не е ваша и на сите инспектори кои ги водите да се побара одговорност и да се провери цела година дали има неправилности во работењето? Понатаму, ве молиме, одговорете и на јавноста. Како тоа полицијата била таму, како што и самиот го кажавте истово, и при тоа не ја затворила дискотеката, која очигледно работела надвор од сите пропишани стандарди и процедури. Како може дискотека која никогаш порано, па дури и со старите лиценци, не смее да работи после 1 часот, сепак оваа кобна ноќ да работи до 3 часот наутро? Со одлука на владата на територијата на целата држава се прогласува 7-дневна жалост. Од владата предупредуваат на ригорозни казни во случај на непочитување и непридржување до оваа одлука. Додека траат деновите на жалост, во Министерството за надворешни работи ќе биде отворена и книга на жалост. Премиерот Христијан Мицкоски вечерва соопшти дека сега за сега не се планира воведување вонредна состојба во државата и не планираат да вклучат меѓународни експерти во делот на истрагата за трагичната несреќа во Кочани. Србија вторник го прогласи ден на жалост поради трагедијата во Кочани. На денешната владина седница председателот Вуќич и министрите одржаа минута молчење за настраданите. Molim sve prisutne da minutom ćutanja odamo poštu tragično stradalim građanima Severne Makedonije u mestu Kočan. To je tragedija neverovatnih razmera za ceo Balkan, za divnu, prijateljsku, bratsku Severnu Makedoniju. To je tragedija neverovatnih razmera za zemlju 4 puta manju nego naša sa tolikim brojem mrtvih. I VMA u Beogradu i Niški klinički centar, sve što je potrebno da stavimo na raspolaganje, sve helikoptere koje imamo, sve. I vojne, i policijske, i ono što je urađeno i dodatno da se uradi. Zlatibore, sve kapacitete zdravstvene što imamo da stavimo na raspolaganje Severnoj Makedoniji i sve drugo što je potrebno, dakle i od Ministarstva unutrašnjih poslova, sve dozvole da Ministarstvo spoljnih poslova istog sekunda završi, da niko ne čeka ni jednog jedinog sekunda na bilo šta, dakle svako iz svoje sfere
da uradi sve što je moguće da narodu, ljudima i povređenima u Severnoj Makedoniji pomognemo. И тоа беше се во информативните изданија денеска.